5 лица од Украина досега се регистрирани во Општинската организација на Црвен крст Охрид. Велат канцелариите се отворени за било каков вид на помош која ќе биде потребна. Треба заедно да работиме на одржливо управување со подземните води, велат од јавното претпријатие Водовод по повод Светскиот ден на водите. Најголем дел од ресурсите кои се користат за водоснабдување на градот и околината се од подземни води. Започна асфалтирањето на велосипедската патека на булевар Туристичка од кружниот тек со улицата Јане Сандански. Ке се подобрува и водоснабдувањето во населбата Шипокно. Зеленски подготвен да преговара за повлекувањето од НАТО, вели тоа е компромис за сите, за Западот, за Украина и за Русија. Времето утре сончево и топло, температура во интервал од 1 до 11 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.